Дали државата ги гуши малите бизниси со даноци? Зошто Македонија станува се позависна од увозот на струја? Дали е возможно да станеме енергетски независна држава? И дали економскиот модел што го градиме води кон развој или кон нови кризи? Во новата епизода на подкастот Каде се парите со мене Горан Теменугов гостува поранешниот министар за финансии Кирил Миновски, кој исто така беше директор на Државниот пазарен инспекторат и на Управата за јавни приходи. Миновски исто така има богато искуство во приватниот сектор и со консултантските услуги. Ова ќе биде интересен разговор на многу теми. Гледајте не. Да, како што најавив, гостин во подкастов Кирил Миновски, без В, јас секаде го употребувам со В, но сега гостинот ме исправи. Добре дојдовте, господине Миновски. Добре најдов. Да, причина зашто ве поканив, ми остави впечаток еден ваш пост на Facebook, повторно Facebook е лајт мотивот за гостувањето, но не е само вашиот Facebook пост, каде што зборувавте малце за данокот на додадена вредност, односно за микро и малите компании, дека прерано се воведуваат во даночниот систем, односно треба да биде прагот поголем во суштина. Пред некаде 10-15 дена во собранието имаше таква иницијатива за зголемување на прагот од страна на Алијанса за албанците на Зијадин села и се случи можеби за прв пат во историјата на собранието, согласно новиот деловник што го возможува тоа, да гласаат само двајца пратеници за дневниот ред, односно да се усвои дневниот ред за да се разгледува оваа точка, а останатите пратеници да не гласат воопшто, да не се произнесат. Не против, не за, не воздржано, да не се произнесат и што се смета за преседан и едноставно не помина таа точка и не можеше да се најде на разгледување на пленарна седница. Например, од Алијанса за албанците смета дека треба да се врзе воведувањето на компаниите како ДДВ врзници со минималната плата, 138 минимални плати да бидат прагот за да станат ДДВ врзници. Вие имавте исто така еден статус, како што реков, тоа е лајт мотивот за овој подкаст, каде што велите дека дека постои голема опасност системот да ги финансиски оптовари микро и малите компании и да не можат да преживуваат на пазарот. Ајде да видиме, како што најави, вие бевте поранешен министар за финансии, бевте поранешен директор на Управата за јавни приходи и на Државниот пазарен инспекторат. Богато искуство имате во приватниот сектор со консултантски услуги, но исто така и со работење на многу проекти, така што зошто сметате дека треба да се зголеми, што час поскоро да се зголеми прагот на данок на додадена вредност за микро и малите компании? Па пред се, доколку ја анализираме структурата на компаниите, во Македонија ќе видиме дека речиси 97% од компаниите се мали и микрокомпании. Во најголем дел станува збор за луѓе кои што се предприемачи, кои што едноставно имаат или некаква бизнис идеја или се принудени поради состојбите на пазарот на трудот да воспостават некаков сопствен бизнис, што е секако позитивно за државата заради тоа што тоа едноставно тие лица не ги гледаме како баратели на работа од една страна во агенцијата за вработување, од друга страна придонесуваат на начин што креираат некаква додадена вредност, односно создаваат определени производи и услуги. Доколку се анализира состојбата во регионот, меѓутоа и она што е стандард во Европската унија, ќе видиме дека прагот на ДДВ секаде е повисок, а кај нас последната промена на прагот е понадолна линија. Мислам дека се 2 милиона денари. Се движи околу 2 милиони денари. Тоа значи дека компанија со микрофирма со 1 до 2 вработени, најголем дел од средствата треба да ги користи за исплаќање на плати, нема никаков простор или да кажеме некаков бафер кој што ќе овозможи дел од тие средства да ги користи за набавка на опрема, да ги инвестира и на тој начин да го има тој поедноставен даночен режим кој што ќе овозможи да на почетокот ги решава оние проблеми на поедноставен начин со така наречениот пристап до финансии. Заради тоа што клучно за малите фирми е пред се
поедноставен пристап до финансии, поедноставен даночен режим. Од тој аспект, мојата идеја беше на некој начин да им се помогне на компаниите со тоа што ќе се зголеми тој праг, да се следат оние практики во регионот, заради тоа што поедноставениот даночен режим и повисокиот праг на компаниите им овозможува пред се да растат во рамките на тој праг, без да плаќа 3-месечно ДДВ однапред на евентуално фактури кои што не ги наплатиле. Така, тоа ќе го зборуваме, тоа е голем проблем, многу интересен тој проблем мислам дека и од таму влече проблем, на пример, оние стари предмети за извршување зошто не се опростуваат, бидејќи тоа се платени пари во суштина за фактурите што компаниите ги платиле тие пари оние што даваат услуга компании, ги платиле ДДВ-то и ако не ги наплатат долговите старите што се од минатото, они се во чиста загуба за 18%. Но малце ќе го оставиме тоа за понатаму, мора да им го објасниме на граѓаните зошто е многу важно кај нас овој ДДВ систем. Рековме, вие бевте и директор на управата за јавни приходи и имате соработувано на проекти, така што сте упатен и компетентен за ова, но сакам да се задржиме уште малце колку е ова оптоварување големо за микро и малите фирми што се до 2 милиона. Не до 2 милиона не се ДДВ обврзници, над 2 милиона стануваат. Колку е тоа сериозно оптоварување за нив, бидејќи на крајот од денот, добро, 2 милиона ќе се снајдат, ќе ангажираат сметководители, ќе плаќаат, тоа е тоа, таков е системот. Значи, има неколку елементи. Првиот елемент е трошоците за сметководство ќе се покачуваат. Добро, тоа не е некоја голема ставка. Понатаму, секоја со оглед на тоа кога компанијата ќе го надмине прагот и ќе добие статус на квартален месечен обврзник или 3-месечен даночен обврзник, во тој момент при секој издавање на фактура во тој даночен период, односно во кварталот, независно дали е таа платена или не наплатена, мора да се исплати износот на ДДВ. Се поднесува квартална даночна пријава и мора да се уплати износот на ДДВ. Може да се случи, например, компанијата да издаде фактура, меѓутоа таа да наплати после неколку месеци. Или да не ја наплати воопшто. Или да не ја наплати воопшто. Дополнително, со пресметувањето на износот на ДДВ поскапува услугата на малата компанија. Тоа значи дека доколку мојата услуга чинела 100 денари, кога ќе го надминам прагот, таа ќе чини 118 денари. Тоа е зголемување на трошок. И тие мали компании немаат токав влез, било да се работи на материјали, суровини, кои што ќе им овозможи да го пребијат влезното со излезното ДДВ, со што би се намалил тој износ кој што на квартална основа истите би го плаќале. И од тој аспект добро е пред се за овие компании, за овие предприемачи, да се зголеми тој праг и да им се овозможи тој поедноставен даночен режим, меѓутоа воедно да им се даде некаква можност да бидат поевтини со цените на сопствените услуги и производите кои што ги произведуваат. Заради тоа што суштината, главниот двигател на економијата се предприемачите. Пошто во општеството и во економијата доминираат два вида на ментално однесување. Едното е рентиерско, другото е предприемачко. Ние како општество и како систем и како економија треба да го поттикнуваме предприемачкото однесување, заради тоа што тоа креира додадена вредност. Тоа ја движи економијата. Добро, но од друга страна, тоа значи и импликации врз буџетот. Например, ако се зголеми на 3 милиона, како што ветија и двете партии, најголеми македонски партии во предизборите, тоа е ВМРО, ДПМН и СДСМ, значи двете имаат во својата програма дека тоа ќе биде 3 милиона денара, но од друга страна тоа влијае на буџетот, едноставно помалце приходи. Сега дали се вага помеѓу двете работи и колку би било влијанието врз буџетот ако се зголеми на пример на 3 милиона? Мислам дека влијанието нема да биде негативно врз буџетот, заради тоа што зголемувањето на прагот ќе им овозможи пред се на овие мали компании или да вработат нови лица, да вработат, ќе им се ослободи простор. На тој начин ќе се зголеми износот на даноци и придонеси кои што се на износот кој што се го прибира државата по основ на придонеси и персонален данок. Понатаму,
компаниите овие средства ќе ги искористат за инвестициона потрошувачка. Повторно државата ќе прибере даноци. И доколку ги изголеми износите на платите на постоечките вработени во рамките на зголемувањето на подигнатиот праг, тоа на два начини ќе ги зголеми повторно приходите во буџетот. Еден е преку придонесите, другиот начин е преку индиректно, преку зголемената потрошувачка. Поголемите средства значат и поголема потрошувачка. А како што знаеме, доколку ја следиме структурата на буџетските приходи, најголем дел се од ДДВ, односно од индиректно така и најголемиот раст на бруто домашниот производ е од личната потрошувачка во суштина. Значи има некоја логика и сега ќе се вратиме, уште ќе да не го заборавам само ДДВ-то, платена и неплатена фактура, тоа мислам дека е голем сериозен проблем во македонските компании што се соодучуваат, но ќе се вратиме малце на политика. Гледате ли политичка волја да се спроведе една ваква одлука, да се зголеми од 2 милиона на 3 милиона или да се врзе со минималната плата, бидејќи аргументите на Алијанса за албанците беа сериозно издржани. Вели, во 2019-2020 до 2 милиона се стигнувало со 138 просечни плати. Таа бројка од 138 просечни плати да се земе и сега да се примени, сега е повисока минималната плата од тогаш и доаѓаме дека треба некаде 3 милиона 300, 400, 500 илјади денари да биде прагот за ДДВ обврзник. Дали има политичка волја во овој момент малце похрабро да се влезе и да се поддржи вака бизнисот или се уште кај политичките партии постои стравот малце похрабро да се настапи во поддршката на микро и малите бизниси и премногу се гледаат големите корпоративни структури, односно премногу се внимава на помошта што се дава на големите компании, а се запоставуваат микро и малите фирми? Па според мене треба да има политичка волја, заради тоа што се засегнати голем број на луѓе. 97%, како што кажав, од компаниите се микро и мали компании. Тие се двигател на економијата. Тоа се луѓе кои што имаат некаква идеја, кои што имаат некаква визија, кои што решиле да развиваат собствен бизнис. И тоа државата треба да го стимулира, затоа што во крајна линија дел од тие компании ќе станат средни и големи компании. Тоа значи дека државата има бенефит доколку креира цел екосистем кој што ќе овозможи развој на микро и малите бизниси. Впрочем, сите развиени држави и софистицирани економии централно значење му даваат на развојот на предприемништвото. Тука се раѓаат иновациите, тука се раѓаат новите модели на услуги, заради тоа што државата треба да го овозможи протокот на идеите и развојот на компаниите од доле нагоре, заради тоа што тоа е најздраво за една економија и затоа треба да има политичка волја. Ова решение што е понудено е исто така добро решение, заради тоа што има одредени параметри, реални параметри со кои што трајно ќе имаме корекции на тој праг во зависност од движењето на еднаш годишно во секој случај ќе се коригира со минималната. Државата нема ништо да изгуби, државата напротив ќе добие. Так се поставува логичното прашање, ние зборуваме ова е токму оној бел сектор во економијата. Ова не се сивиот сектор, у суштина се поттикнува легалното работење и ако се зголеми прагот, се дава помош на фирмите што легално работат. Не зборуваме за оној сив сектор кој што не знаеме колку е, дали е 30% или 40% од бруто домашниот производ. Ова е токму поддршка на компании кои што работат легално во системот. Плаќаат давачки, но треба што подоцна да се воведат во ДДВ системот. Па ние како држава со години изработуваме стратегија за сузбивање на сивата економија. Основната цел на таа стратегија е во суштина намалување на сивата економија и легализација на бизнисите. Токму подигнувањето на прагот на ДДВ-то на некој начин представува дополнителен стимул за овие лица кои што се во овој дел на сива економија да бидат на некој начин легализирани. Заради тоа што, како што споменав, нивните услуги нема да поскапат, а во суштина се воведуваат во еден даночен режим кој што е едноставен.
Сега доаѓаме до прашањето што ме интересира. На колку вие би го зголемиле? На 3 милиона, на 4 милиона? Колку би била некоја оптимална сума во овој момент да не се наруши нели ни приходите во буџетот, сепак да се знае кога влегуваат како ДДВ врзници, која би била таа граница, бидејќи еве ветена е 3 милиона и од СДСМ и од ВМРО ДПМН, се уште немаме. Од ВМРО велат во рамки на 4 годишниот мандат тоа ќе го постигнеме, СДСМ нема можност ништо да направи бидејќи е во опозиција. Значи која е таа сума? Па во мојот пост наведов примери од регионот. Износите се во различни соседни држави, различно ниво. Во соседна Србија се движи околу 70.000 евра, во Словенија и во Хрватска околу 50.000 евра. Тоа би така да кај нас некаде можеби прагот би требало да се подигне на износ помеѓу 3,5 милиони и 4 милиони денари. И сметам дека не само што нема да се почувствува во буџетот, туку напротив ќе придонесе за зголемувањето на буџетските приходи. Дополнително постоеше определена загриженост во однос на евентуално ние даночни пирамиди во кои што често пати се вклучуваат овие компании кои што не се ДДВ обврзници. Меѓутоа со промоцијата на овој проект, пилот проект за електронска фактура, сметам дека и тие ризици не постојат овдека и од тој аспект државата треба сериозно да посвети внимание на ова прашање, заради тоа што тоа прашање е прашање поврзано со развојот на економијата, на малиот бизнис, со создавање на услови во кои што обичниот човек ќе се почувствува, и оној мал предприемач ќе се почувствува дека државата мисли на тие луѓе и дека им создава некаков екосистем кој што ќе овозможи да низ еден поедноставен систем на работа, да растат, да бидат фокусирани на она што е кор за нивниот бизнис. А кор за нивниот бизнис е како да произведат поквалитетен производ, како да креираат подобра услуга, како да најдат пазар, како да го продадат својот производ и услуга, и она што е многу сложено е исто така како да ги наплатат тие фактури. Сега доаѓаме до моментот наплата на фактурите. Го зборевме и мораме за улогата на УЈП и капацитетот на УЈП. Вие бевте директор, но учествувавте и со проекти за модернизација и дигитализација на УЈП, тоа пред 7-8 години мислам дека беше. Но во брифингот што го имавме пред почетокот пред за договорот за оваа емисија, изнесовте многу интересни работи дека добар дел од тоа што е правено и се фрлени големи пари за модернизација не е функционално во нашите системи, например во пазарна инспекција, исто така во УЈП имаме проблеми со дигитализацијата, дури сега почнуваат нешто да прават, како да имаше застанато таму временска капсула некоја, па ништо не беше направено со години. Но доаѓаме до ДДВ-то. Имаме сериозен проблем со тоа што мора да се плати обврската за ДДВ без наплатена фактура. Тоа е голем проблем на компаниите, од секаков и од мали и големи. Добро, големите може да го издржат, они имаат големи бизниси, но еве микро, мали, па и средни компании многу често се судираат да ја платат обврската кон државата, но после да имаат проблем со наплатата на фактурите, односно да бидат возијано дупло. Платено кон државата 18%, не може да се ја наплатат својата фактура. Колку е ова голем проблем за нашето општество? Па тоа сега го представува сериозен проблем. Таа култура на неплаќање што ја гледаме кај дел од компаниите кои што имаат ликвидносни проблеми и потоа по систем на врзани садови ги пренесуваат и на тие кои што се нивни доверители од различна форма, било дали се даватели на различен вид на услуги или добавувачи на производи, на друг вид на суровини кои што им се необходни на тие компании. Тоа представува сериозен проблем заради тоа што ликвидносните проблеми преку неплаќањето ги пренесуваат на другите компании и тоа се шири низ целокупната економија. Како да се разреши тој проблем? Во овој дел, во поглед на наплатата на ДДВ, без да биде наплатена фактурата, мислам дека тешко дека може да се најде во овој момент некакво решение кое што би значило да ДДВ-то се плаќа на платена фактура, пред се поради тоа што
се уште на фискалната страна немаме токава комфортна зона која што ќе овозможи на државата непречено да ја менаџира сопствената ликвидност. И заради тоа претпоставувам дека тешко да очекуваме дека државата би се откажала од ова решение за плаќање на ДДВ-то без оглед дали фактурата е наплатена или не. Меѓутоа, како компаниите да се заштитат во овој процес, може да се заштитат преку зголемувањето на транспарентноста на податоците кои што се поврзани со работењето на компаниите, ликвидноста на компаниите, дали ќе биде преку форма на поевтинување можеби на оние извештаи кои што ги изготвува кредитното биро, зголемување на конкуренцијата во поглед на обезбедување на информации кои што се поврзани за субјектите кои што функционираат на пазарот, со што компаниите превентивно пред да стапат во некакви должнички доверителски односи со други компании или со физички лица ќе знаат каков е нивниот економски статус и на тој начин ќе поефикасно ќе управуваат со ризикот кој што го имаат. Пред да ве прашам за УЈП уште, дали има капацитет се во ова да го спроведе и колку може да се направи, каква е состојбата со УЈП, како ја гледате во овој момент? Постојат ли системи кои што, например, со платена ДДВ да биде, значи со платена фактура се извинувам, да се плаќа ДДВ-то. Постојат ли такви системи или не постојат системи во регионот, во светот, например, едноставно компанијата да плаќа ДДВ кон државата само врз основа на реализирана фактура, а не унапред, односно дали е реализирана или не е реализирана? Во регионот не ми се познати такви искуства. Сепак, како што кажав, доколку се гледа офатот кој што државата го има, износот на средства кои што ги прибира со даноците, ДДВ-то има големо значење и од тој аспект поради овие проблеми кои што се поврзани со самата ликвидност на буџетот, обезбедувањето на средствата, ова решение во моментот мислам дека ќе остане кај нас. Единствен начин да ги заштитиме компаниите е преку зголемувањето на информациите кои што се однесуваат за останатите компании или физички лица со кои што се стапуваат во должничко-доверителски односи, преку едукација на компаниите во поглед на управување со финансискиот ризик и тоа се, да кажеме, тоа е креирање на еден екосистем кој што ќе им овозможи на компаниите да го минимизираат ризикот. Меѓутоа, ние не можеме во целост како држава да го елиминираме тој ризик. Ова го поставувам како прашање само за сите што не следат да им биде малце појасно, зошто на пример оние стотици илјади предмети од компаниите кои што даваат услуга, завршија кај извршителите, многу е тешко да се опростат од компаниите. Они имаат платено ДДВ на нивната услуга, значи на нивните фактури што се издадени кон граѓаните и што не можат со децении да се наплатат, веќе се платени обврски кон државата и ако не ги наплатат по било која цена, на пример фактурите што се издадени, они ќе имаат дупла загуба, 18% кон државата и ненаплатена дадена услуга од граѓаните и затоа е многу тешко во суштина опростувањето на тие долгови. Дури да се направи отпис на побарувањето, во тој случај повторно треба дополнително данок да се плати. Така, и така што е даночни оптоварувања, така што не е така едноставно како што мислиме, ќе отпишат што ќе губат, пари се во прашање и тоа се милионски суми во целава. Легитимно е компаниите, доколку станува збор за друга компанија, да не се откажуваат од побарувањата, затоа што добро, за граѓаните најчесто зборуваме за услугите на граѓаните. Ако станува збор за компанија, имаме стечајна поставка. Они се комуналните предмети, вода, струја, телефон, тие што се стари комунални побарувања кои што се бреме во општеството, а се некаде околу 400 до 500.000 предмети здадени на извршители, но гледаме дека проблемот не е така едноставно. Пред да додиме на првата пауза, господине Миноски, УЈП. Сте работеле таму, сте били и во проекти вклучени околу функционирањето на УЈП. Како ја гледате од денешна перспектива работењето на оваа институција, со оглед дека токму баш во оваа студио беше кажано дека 25% од извршените контроли околу ДДВ врзниците покажале дека има неправилности. Тоа значи 75% од ДДВ врзниците, тоа се легалните
што работат легално, што се во системот, 75% работат согласно законот, но 25%, односно 1/4 работат со некои пропусти. Што ви зборува се во ова и како ја гледате работењето на управата за јавни приходи во овој момент? Во целост не можам да бидам до крај запознаен со тоа што се случува во институцијата во овој момент, меѓутоа секако дека имам свое мислење. Така е. Затоа сте и викнати за вашето мислење. Имам собствено мислење, кога бев директор на управата за јавни приходи, во тој момент со сугестија на Меѓународниот монетарен фонд, кој што во континуитет има собствени мисии и соработка со управата за јавни приходи, иницииравме во тој момент можам да кажам дека бевме прва држава во Европа која што на основ на една така наречена ТАДАТ методологија пристапи кон анализа на институционалната зрелост или каде се наоѓа управата за јавни приходи во тој временски период. На основ на тоа и на основ на тие индикатори се развива определена стратегија за тоа како да се трансформира управата за јавни приходи за да ги задоволи барањата и на граѓаните и на економијата. Она што покажа таа анализа дека клучно за трансформација на една управа за јавни приходи во современа даночна управа е пред се користење на соодветна информацијска технологија. Во тоа време управата за јавни приходи имаше прилично застарен и фрагментиран систем кој што оневозможуваше комплетно следење на едно поединечно досие, било да се работи за физички лица, не толку меѓутоа за компаниите, заради тоа што имаше неколку паралелни системи во кои што се следеше ДДВ-то, во кои што се следеше персоналниот данок, данокот на добивка. Неопходно беше креирање на едно интегрирано решение, меѓутоа неопходно е интегрирање на работењето и негова дигитализација за да се воспостави еден ефикасен систем на управување со ризик, заради тоа што е практично невозможно да една управа за јавни приходи физички да изврши контроли секаде без користење на дигитализација или современи дигитални алатки. И имавме прилика да одиме на студентски посети, ги гледавме решенијата на најсофистицираните даночни управи во држави со слична големина, например естонското решение е многу ефикасно, каде што буквално граѓаните немаат никаков допир, никакви даночни пријави не се поднесуваат, туку тоа се следи комплетно електронски од страна на нивната даночна управа. Меѓутоа се користеа и искуства на даночните управи како што се австралиската, американската АРС, англиската даночна управа и она што треба да го истакнеме е дека суштината на управата за јавни приходи на даночните управи не е само во репресијата, туку во така наречениот комплајанс. Комплајансот подразбира едукација на субјектите за да тие бидат усогласени со законот. Во тој аспект би сакал да истакнам дека работењето на најголем дел од овие софистицирани даночни управи базирана на една така наречена даночна пирамида која што ја анализира психологијата на субјектите, на даночните субјекти и таа е применлива секаде во светот. Таа покажува дека најголем дел од оние кои што имаат даночна обврска, 90% сакаат доброволно да си ги платат давачките. 7% се луѓето кои што осцилираат, кои што би искористиле некаква шана-мана некоја што би рекле народски дијат, и околу 3% се оние луѓе кои што се непоправливи, кои што независно од законот сакаат по секоја цена да го прекршуваат. Во најголем дел од случаите, пред се овдека како едно наследство и од таа поранешна Југославија, нашите закони се структурирани да се фокусираат на барање на решенија кон оние луѓе кои што не сакаат да плаќаат. Оние 3%. Оние 3%. Не кон останатите, заради тоа што таквата неусогласеност не се должи на несакање на даночните субјекти да си ги платат обврските, туку и пред се на недостаток на знаење, кое што е неопходно. И тоа недостаток на знаење го имаме по повеќе основи. Имаме, како што кажавме, 97% од тие микрокомпании. Тоа се луѓе кои што можеби се занаечи, отвориле мали занаечиски работилници и тие луѓе се фокусирани на некој начин како да развијат некаков бизнис, како да преживеат. Немаат доволно информации за сите обврски кои што државата ги наметнува. И од тој аспект,
нашата функција треба да биде и во делот на управата за јавни приходи. Меѓутоа и во однос на другите инспекцијски служби е во едукацијата, во креирање на чек-листи, во на некој начин настојување да се обезбедат предуслови да луѓето бидат усогласени. Заради тоа што на основ на овие примери, луѓето сакаат да бидат усогласени. Не сакаат да сакаат да работат според закон. Она старото што е вкоренете, еве од моите дедовци што го знам, секогаш го имаат кажувано, не си имај работа со државата. Што ти бара државата, давај, бидејќи ако не дадеш 10 пати ќе ти земе понатаму. Така што сите сакаат у суштина со државата да бидат на чисто, за да не дојде државата после кај нив. Дури кај дел од даночните управи и кога ќе се констатираат на пример случаеви кај што евидентно е дека некој намерно нешто сакал да затаи, имаат еден многу интелигентен пристап во кој што прво се пристапува на пример со опредна пресметка во која што на лицето или на фирмата и се кажува дека ја предпоставуваат дека имаат некоја грешка или дискрепанца во износот што го платиле на данокот и што треба да го наплатат, им се дава опреден временски период во кој што тие треба да се согласат со тој извештај. Доколку се исплатат обврските према државата, во тој случај не се оди понатаму во тој процес. Тоа е еден интелигентен начин да на некој начин се влие и превентивно и да се соберат парите неопходни за државата. Време е за првата пауза, но едно блиц прашање. Колку сме далеку од сево ова што го зборувате ние во Македонија во примена? Далеку, блиску? Па имаме системи кои што успеавме да ги обезбедиме преку Австријската развојна агенција, пред се во делот на управување со ризик, меѓутоа за да се направи сеопфатна дигитализација на овие даночни и на управата за јавни приходи, меѓутоа тука ви го е споено со управата за јавни приходи и Министерството за финансии, фокусот треба да биде на деловните процеси. Ние сме и далеку и блиску. Меѓутоа можеме да бидеме многу блиску и можеме да бидеме дури пионери во примена на определени технологии, меѓутоа за тоа неопходна е јасна волја, јасна стратегија, јасна визија и капацитет за раководење. Раководење. Ќе видиме дали го имаме. Време е за првата пауза. Ќе продолжиме со енергетиката, бидејќи тука имате едни интересни забелешки на тоа што се случува околу нашата енергетска независност, односно дека треба да се ги чуваме изворите како што е сонце, ветер, вода, сериозно да раководиме со нив, бидејќи се е национално богатство, но тоа ќе продолжиме после првата пауза. Време е за нашите пријатели кои возможуваат да се реализира овој подкаст. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, отсега и со нов вкус. Лимон. Кејкап. Ке сакаш уште. Витаминка. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Нека крцка од среќа. Ново! Хепи чоколадо со Смартис. Пробај го денеска. Да, зборуваме со
Кирил Миновски, поранешен министер за финанси, поранешен директор на управата за јавни приходи, поранешен директор на државниот пазарен инспекторат, со големо искуство во консултантските услуги во државава и во приватниот сектор, така што мислам дека првата третина од разговоров беше интересен околу прагот на ДДВ обврзник, дека треба да се зголеми, зошто треба да се зголеми, кои се опасностите. Малце чепнавме и околу улогата на управата за јавни приходи и каква треба да биде нејзината улога, дека треба да се грижи граѓаните да работат според законот, да ги информира како да работат според законот, бидејќи 97% од граѓаните од 90 стрикно сакаат, а околу 7% ако се добро информирани и насочени исто така ќе сакаат, така што 97% би сакале да работат околу законски, додека за 3% би останале онаа казните, но треба да се смени малце начинот на размислување кај управата за јавни приходи. Но доаѓаме до уште една тема за која пишувавте, како што реков, имате сериозна експертиза во животот, имате поминато многу работи, работено на многу проекти и многу функции извршувано. Зошто сметате дека сме далеко од енергетска независност и зошто е тоа толку клучно во овоа современо општество, каде што сите се надевавме дека либерализацијата ќе овозможи една благодет и ние ќе бидеме у суштина поврзани со регионот и со светот, па не мораме да инвестираме и ние во сите овие елементи како што се енергија и останати работи што ги сметавме дека можеме преку либерализацијата да ги добиеме. Па би морал да дадам еден мал вовет. Да, апсолутно. Најнапред, ковид кризата, а сега и сите овие геополитички потреси што ги имаме и со Украина и со Иран, на сцена ја враќаат повторно националната економија, значењето на националната економија, значењето на сувереноста на државите, на контрола на ланците на снабдување. И во тој сегмент два клучни аспекти кои што најголем дел од економистите ги наведуваат се енергетската независност и безбедноста во поглед на снабдувањето со храна. Тоа се два клучни елементи. Најголем дел од овие геополитички промени, геополитички случувања пред се поврзани и со клучните енергетски коридори кои што се неопходни за движење на економијата. Ние гледаме дека и според проценките на Меѓународниот монетарен фонд се смета дека зголемувањето на цената на енергенсите пред се на оние фосилни горива за 40% поени ќе ја зголеми инфлацијата за 10% поени. Тоа значи дека ако се зголеми цената на енергенсите за 0,4, тогаш имаме зголемување на инфлацијата од 0,1%. Меѓутоа, затоа треба да размислуваме за овие прашања. А едно од клучните прашања е секако енергетската самостојност, енергетската независност на државата. И од тој аспект се осврнав на неколку елементи кои што беа поврзани пред се со тоа колку произведуваме. Гледаме дека ние во целост не ги задоволуваме нашите енергетски Никогаш не потреби, сме ги задоволувале, и гледаме пред се колкав е увозот, или колкава е вредноста на средствата кои што ние ги вложуваме во увоз на енергенси. И од тој аспект направив компаративна анализа за искуствата на другите држави и ние доколку ги анализираме другите држави ќе видиме дека иако станува збор за пазарна економија, иако станува збор за капиталистички систем, треба граѓаните да знаат дека тоа не значи дека државата не треба да има свој удел или дека не постојат компании во кои што државата пред се во овие стратешки сектори, во енергетскиот сектор каде што има доминантно учество на некој начин, било да се работи за производство, било да се работи за дистрибуција на енергија. И од тој аспект пред се во поглед на оние, да кажеме, национални богатства или јавни добра, тоа се пред се ветерот, понатаму тоа е водата, тоа е секако сонцето, кои што на некој начин им припаѓаат на сите граѓани и тие треба да имаат некаков бенефит. Во тој сегмент мора да постои јасен државен интерес од два аспекти. Прво, заради бенефитите кои што треба да ги почувствуваат сите граѓани, и државата од тие ресурси со кои што располагаме, и вториот начин е пред се заради безбедноста.
заради тоа што енергијата станува безбедносно прашање. Од тој аспект, државата треба да знае кој располага со тие ресурси во држава. Кои се тие приватни компании? Кои се собственици на тие компании? Дали се тие безбедносен ризик или не се безбедносен ризик? Значи, од тој аспект, овие две прашања мора да се земат во предвид, заради тоа што тие имаат големо значење и за безбедноста, меѓутоа можат да обезбедат средства преку кои што овој проблем кој што го имаме и со буџетот, и со дефиците, и те кои што се појавуваат, и не само во буџетот, тој може да се реши, меѓутоа во ПИОМ го имаме тој проблем, може дел од тие средства да се алоцираат за пополнување на тие празнини кои што ги имаме, меѓутоа дел да се инвестираат и за решавањето на ние проблеми што ги имаме со социјални категории на граѓани, каде што државата би интервенирала на овој начин. Од тој аспект сметам дека е многу битно една држава, следејќи го примерот на останатите поразвиени држави од нас, тоа се држави членки или на Европска унија, или имаме Норвешка, па го имаме случајот и во Германија, и во Унгарија, и во Чешка, каде што е државниот интерес јасно застапен. Сметате ли дека потврламе во околу ова, дека не државниот интерес не е јасно застапен во нашите политики? Да, сметам и токму од тие причини го напишав овој пост. Сметам дека треба да водиме енергетска политика во кој што јасно ќе биде изразен државниот интерес во целиот тој процес. Дали преку загарантиран откуп од кој што државата, доколку дозволиме целосно да приватниот сектор ги контролира овие производствени капацитети, во кој што државата по загарантирана цена ќе изврши откуп на таа произведена електрична енергија, а понатаму ќе заработи од продажбата, или преку јасен удел во, да кажеме, во капацитетите кои што се градат, кои што каде што ќе биде јасно изразен тој државен интерес. Воедно тоа може да биде користено и од аспект на како дополнителна можност за раздвижување на берзата, на пазарите на капиталот, каде што државата може да учествува во процес на креирање на нови компании кои што би се фокусирале, не знам, на производство на енергија од ветар, производство на хидроенергија, соларна енергија, во кој што ќе се раздвижат пазарите на капитал и државата ќе учествува директно во IPO во соопреден процент, не знам, 30% може би од купната собственост на тоа што ќе биде емитувано како акција. Со тоа ќе се раздвижат пазарите на капиталот, а ние гледаме дека голем дел и од овие и пензиски фондови и инвестициски фондови имаат проблем во поглед на инструментите во кои што финансиските инструменти во кои што може да се инвестира на пазарот. Имаме големи заштеди од граѓаните во банките, на овој начин би се отворил дополнителен простор да се заживее берзата, да се развијат пазарите на капитал. Значи бенефитите кои што може да ги почувствува општеството и економијата се многу поголеми и секогаш треба да ја гледаме таа поширока слика. Прво, неопходна ни е енергетска безбедност од секој аспект, треба да знаеме кои се собствениците, значи кој ги контролира тие компании и државата мора да има јасно изразен интерес поради безбедносни прашања и второ поради тоа што е неопходно бенефитот да го почувствуваат сите граѓани на државата. Значи да нема скриени газди како што има преку компании 7, 8, 9, па со истражување да доаѓаме дека позади одредена компанија стои наш експолитичар, па он контролира добар дел од бизнисот во енергетиката. Тоа ни се случуваше во изминатиот период, да имаме проформа газди во одредени сектори, енергетски сектори, па да откриваме дека стојат некои наши политичари, што не е лошо, наши се, така што од безбедносен аспект не е некоја структура што може да наштети, но генерално треба да се знае транспарентно, бидејќи може да биде и некоја структура која што утре може да доведе во опасност целиот систем. Па јас сум во принцип за транспарентност, секогаш за транспарентност и сметам дека може би во подоцнежниот тек од постот ќе го таргетираме и тоа прашање на корупција, тргување со влијание. Сметам дека доколку сакаме да ја трансформираме и државата и економијата, треба да имаме нулта толеранција за било каков вид на корупција. Затоа што успешните примери на држави кои што се трансформирале, да кажеме, од
неразвиени во развиени држави, во високо софистицирани држави, развиени економии кои што имаат високи стапки на развој на бруто домашен производ по глава на жител, покажуваат една заедничка нит, а таа е дека имале нулта толеранција кон корупцијата и никаков компромис во поглед на владењето со правото. Тоа е основниот начин како ќе создадеме деловна клима која што ќе стимулира инвестиции, било да се работи за домашни, било да се работи за странски инвестиции. Верувате ли дека има политичка волја за ваква нулта корупција? Ја гледате ли како најава, како желба, како можност во држава дека може да се случи тоа? Па секако дека има секогаш луѓе, значи мора да веруваме и да бидеме оптимисти. Добро, како викаат, оптимист е лошо информиран песимист, мислам, тоа е тоа. Меѓутоа, она што е битно е што неопходно е да секогаш доколку имаме определени декларативни заложби, да тие бидат предочени во конкретни активности, во конкретни мерки. Решавањето на проблемот на корупцијата се прави преку личен пример. Најголем дел и најсофистицирана корупција во најголем дел од државите е онаа која што доаѓа од горе надоле. Таа корупција која што е на пониско ниво многу се решава, меѓутоа најголем проблем представува корупцијата на така наречените бели јаки. И заради тоа државата треба да ги развие сите механизми кои што се неопходни за решавање на проблемот со корупцијата. Тука пред се неопходна е независност на сите три власти кои што се во една држава, кои што меѓусебно ќе се контролираат, ќе се развие еден екосистем во кој што на некој начин преку така наречен систем на check and balances, значи на меѓусебна контрола, ќе се оневозможи максимално корупцијата. Речиси корупцијата е присутна во сите држави, меѓутоа прашањето е кој е нивото на корупцијата кој што едно општество, една економија може да го издржа. Така. Ама сега доаѓаме до едно прашање, гледаме дека на пример во енергетскиот сектор ќе се навратиме. Многу е интересно, рековте тргување со влијание. Јас сум пишувал за тоа и сум правил прилози на оваа тема и една од моите ајде да кажеме омилени теми, бидејќи стварно има многу да се пишува на сето тоа и да се истражува, е тргување со влијанието и гледаме дека огромен број на поранешни политичари од кои ќе заминат од власта, веднаш се наоѓаат некако, не са они директно, но нивните синови, например 18-19 години, тоа отвараат бизнис во енергетскиот сектор, значи што е релативно сложен. Еве, јас енергетика пратам некаде сигурно 20 и кусура години. Јас не би се осмелил да отворам компанија во енергетскиот сектор, бидејќи иако го пратам како сектор, сметам дека сум далеко од познавач на работите, посебно тргување, работење, отварање на хидроцентрали, мали хидроцентрали или фотоволтаици или ветерници, но гледаме дека деца со 18-19 години, а се синови на некои од политичарите кои што биле или се уште се актуелни во држава, тоа многу лесно го отвараат. Колку е ова тргување со влијание присутно и колку е, што ви кажува на ваквите податоци во едно општество каде што релативно неискусни личности од тоа влегуваат во сериозни бизниси или каде што поранешни политичари само што завршуваат со мандатите или се уште се дел од некои политички партии почнуваат бизниси во енергетскиот сектор? Па тоа го покажува токму она што претходно го говорев. Тоа покажува дека немаме систем, немаме јасно изградена енергетска политика како ќе заштитиме државниот интерес. Очигледно е дека имаме проблем како општество, очигледно е дека често пати имаме на некој начин систем, искреирано систем во кој што луѓето ги користат своите привилегии за креирање на некаков личен интерес, некаков личен бенефит, а ние очигледно како општество, било да се работи како институции на системот, било како медиуми, мислам дека медиумите и некаде некој од нив ќе напишат нешто поврзано со овие случаи, меѓутоа не постои така наречен follow-up, не постои, нема реакција, државните институции не реагираат. Неопходно е детално да се испитаат сите овие случаи, да се види како тие лица стигнале до такви капацитети, од каде ги добиле ресурсите, дали е заштитен државниот интерес или не е заштитен државниот интерес. Тоа се прашања кои што се од суштествено значење
Не само за енергетиката, туку и за општеството и за економијата. Јас имав неколку постови на темата моралот и економијата и таа поврзаност со се што се случува со општеството. Заради тоа што се работи за систем на врзани садови. Значи, креирањето на оваков амбиент во кој што политиката се користи единствено како инструмент за остварување на некакви лични интереси, го деморализира општеството, ја елиминира вербата и во општеството, и во општествениот систем, и во државниот апарат, и тоа е главната причина што најголем дел од граѓаните не ги гледаат собствените перспективи во собствената држава, туку настојуваат да си ја најдат среќата на некое друго место. Тоа е клучна поента и таа е поврзана и со енергетиката, заради тоа што енергетиката е сектор каде што има многу пари и каде што тоа е најочигледно, но меѓутоа тоа го имаме и во другите сектори. Заради тоа е неопходна јасна волја, меѓутоа неопходен е личен пример за решавање на овие состојби. И неопходни ни се независни институции кои што ќе можат да соодветно реагираат, да постапуваат и да таму каде што постојат неправилности да ги елиминираат тие практики. А државата има инструменти, имаме закони со кои што може да се реагира на соодветен начин. Дали имаме ние во државава направено, хајде да речеме, список на критична инфраструктура? Еве, например, во енергетиката. Не се е критично, например, но има елементи кои што на вистина се критични, што мора да бидат по сериозна контрола за да имаме енергетска безбедност. Препознавате ли дека имаме таков план, имаме таков список на критична инфраструктура, енергетска критична инфраструктура, која што треба да биде заштитена или добро контролирана, добро регулирана, или малце како стихино да се однесуваме, како да не сме свесни на моментот, она што го зборевте вие, дека се смени светот. Веќе не е од ковид кризата и сега Иран и Украина покажаа дека националните економии се клучни, дека националните економии треба да си го гледаат сапот. Дали ние препознавате дека во државата веќе се води сметка за критичната инфраструктура и да биде и добро контролирана и да биде под капата, еве да речеме, поизразено на државата? Па, за жал, ние како општество, како држава реагираме адхок или постфестум најчесто. Откако ќе се случи нешто, меѓутоа многу брзо се забораваат потоа случувањата и го немаме системот на стратешко делување, на делување на основ на акцијски планови, индикатори, мониторинг на реализација на тие акцијски планови, развој на соодветни координативни механизми во поглед на тоа што значи критична инфраструктура. Таа не е само во енергетиката. Сега критичката инфраструктура ни е и во делот на безбедноста на храната и стратешките резерви за храна. Понатаму имаме критична инфраструктура која што е поврзана со телекомуникациите. Така, во дигиталниот свет. Заради тоа што тоа влие исто така на одржливоста на системот. И нас ни е неопходно и можеби носење на посебна регулатива, меѓутоа и пред се меѓуинституционална координација и јасна стратегија на кој начин реагираме на овие прашања. Дали реагираме соодветно? И повторно се враќаме на едно клучно прашање, на стратешко размислување, на користењето на целокупниот општествен капацитет што ни е неопходно и на способност и квалитет на управување, заради тоа што управувањето со институциите е исто така посебна дисциплина. Луѓето кои што управуваат треба да имаат соодветни знаења. Како? Знаеме како имаат во јавната администрација, како се доаѓа. По политичка врска или едноставно по врски со непотизам или со познанства. Како ќе управуваме во вакви критични времиња, како што се сега, гледаме што се случува во светот, ќе управуваме со луѓе кои што се некомпетентни или ја што викам, никој не се меша во својата работа. Има луѓе кои што одат на работа и имаат одредени задачи и не се мешаат во својата работа. Единствен начин едно општество да се развива и една економија да се развива е преку воспоставување на критериуми кои што ќе базираат на мерит систем. Значи, мене ми е јасно како функционира општеството, како функционира системот, дека имаме партиски, непотистички влијанија, меѓутоа
доколку ја сакаме оваа држава, доколку сакаме да градиме одржлив систем, неопходно е да ги примениме овие практики, каде што квалитетот, знаењето ќе бидат пред се. На тој начин ќе го стимулираме она општествено движење од доле нагоре, што е клучно и во економијата, и во општеството. Ќе ги добиеме тие поединци, најквалитетните поединци од нашиот систем, да дојдат на позиции да можат да раководат и да управуваат. Иако звучи малку идеалистички. Не сме го виделе тоа во праксата, меѓутоа тоа мора да го направиме заради тоа што состојбата во светот се менува и има понекогаш во историјата има декади во кои што ништо не се случува, а има периоди во кои што во неколку години се случуваат крупни општествени промени. Мислам дека ние живееме во такви времиња во кои што неопходно е да се консолидираме и едноставно да ги промениме практиките кои што до сега преовладувале. Неопходни ни се луѓе кои што навистина знаат што е управување или што ќе научат што е управување, заради тоа што има правила на добро управување. Така, има правила. Сега морам да ве прашам, вие сте долго време присутен во економскиот живот, бевте и во политичкиот живот. Што мислите, кога се урница целата работа во Македонија и тргна надоле колата, бидејќи во 90-тите години имавме еден полет, еден занес, иако имаше политички недоразбирања, што се вика на трзавици, повлечи, потегни, но некако имавме и внатрешни немири почетоците на ескалира во 2001 и сето тоа, но некако имавме верба дека оди нагоре работата, дека правиме држава. Кога сметате вие дека се урниса и се тргна колата низбрдо да оди, едноставно кога рековме не ја биѓава работата. Едноставно и дојдовме до дел да правиме вака моабет за добро управување во 21 век, 26-та година од 21 век, да зборуваме за добро управување, за модели и да зборуваме за нефункционални системи во време кога другите одат напред и лансираат сателити сите околу нас што се државите, а ние зборуваме за основни работи како што е управување на државниот апарат. Па според мене тоа настануваше постепено. Пред се во најголем дел како резултат на процесот на примена на негативна селекција. Значи негативната селекција во која што се применуваше во континуитет придонесе за создавање на ваква општествена состојба и да кажеме промените во кои што не настанува крупни реформи, туку се водеше политика на статус кво. И во моментот кога во неколку циклуси едноставно надежта кај граѓанството ќе почнува да се намалува и кога имаме во континуитет спроведување на статус кво или на примена само на негативни практики, се намалува ентузијазмот за општествени промени. И ако економијата како дисциплина базира на очекување, исто така и развојот на едно општество базира на очекување. А кога апатијата во општеството преовладува или вербата се намалува, во општеството тоа се манифестира преку демографијата. Значи, или имаме помали стапки на наталитет, односно на фертилитет, и имаме иселување од една држава. Тоа е манифестација. Во економијата, лошите очекувања се манифестираат преку пат на берзите, преку пат на тргувањата. Така да, според мене, главните причини за состојбата во која што ние доаѓаме како општество е пред се долготрајниот процес на користење на некаква негативна селекција по различити основи, дали е партиска, дали е непотистичка, дали е некаква роднинска, пријателска. Тоа е една причина. И втората е што со промените кои што доаѓа во општеството, со промените, политичките промени, имавме политики во најголем дел на статус кво. Немавме промени на дисконтинуитет, на реформи, нешто што го имаме видено во државите кои што ги сметаме за успешни приказни. Било да се работи за полска економија, кај што го имавме Лесек Белцерович, било да се работи за Сингапур. Значи, таму имало секогаш луѓе кои што одлучно спроведувале реформи и настојувале да го прекинат статус квото. Така.
Дали сме сега во статус кво или насетувате дека ќе имаме реформи и ќе ја смениме играта, барем бидејќи сме една година пред избори, ова е клучниот момент што ќе се случи до нова година, мислам дека што ќе се направи, дали сега сме во статус кво и го протежираме статус квото, односно владата го протежира статус квото, или насетувате дека ќе има реформи кои што барем ќе ни ја го вратат живот, ќе ни ја зовријат крвта, ќе се испокараме околу реформите, но ќе видиме дека нешто се движи напред и има политичка волја за да се движи напред. Како ја оценувате моментов состојбата? Па, сега кога ја би бил во позиција да спроведувам реформите би ги спроведувал веднаш на почетокот на мандатот. Не, зборуваме за сега, Значи, како гледате ваше мислење? Па, треба Статус кво или да се насетуваат реформи? Односно да обиди да се смени играта. Па ние ќе мора да правиме реформи. Ќе бидеме принудени да правиме реформи. Меѓутоа, многу е подобро да ние ги антиципираме процесите и ние да ги правиме многу порано, да ги антиципираме настаните и случувањата, заради тоа што ние сме мало отворена економија, зависна од екстерни шокови, ние треба да бидеме постојано подготвени и треба да спроведуваме реформи, не заради, членство во Европска Унија, туку за нас, нашето општество едноставно бара реформи. Меѓутоа, за тоа треба да биде да постои јасна политичка волја, треба да имаме јасна стратегија, јасна визија, квалитетни тимови на луѓе кои што ќе ги спроведат тие реформи. И едноставно не треба да се одлага со реформите. Не треба да се оди на политика на тргни и застани, заради тоа што дел од реформите се непопуларни. Така е. Да, и јас сум за реформи и колку и да бидат болни, но тоа мора да се направат за да имаме подобра иднина и да ни зоврие крвта малце, па да имаме желба, односно визија дека може нешто ќе биде во држава подобро. Сега е време за втората пауза, значи завршивме со втората третина од подкастот, па се враќаме да продолжиме да финишираме со разговорот со нашиот гостин Кирил Миновски, кој што, како што кажав, има богато искуство во приватниот и консултантскиот бизнис, но има извршувано и значајни важни општествени функции, како што е министер за финансии, директор на управата за јавни приходи и директор на пазарниот инспекторат. Останете со нас, се враќаме после паузата за нашите пријатели. Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија, живот, иднина. Животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп. Овој свет се врти во круг, ајде биди среќен во добар муд. Нема друг таков вкус, нема друг таков вкус, како животот е сладок и луд, кога јадеш луп, ајде пробај луп, ајде пробај луп. Влези во сладок луп, отсега и со нов вкус. Лимон. Кейкап. Ке сакаш уште. Витамин К. Да, се враќаме во подкастов. Гостин е Кирил Миновски, поранешен министер за финансии и поранешен директор на управата за јавни приходи и на пазарниот државен инспекторат и богато искуство во консултантските услуги и приватниот сектор. Господине Миновски,
ќе го финишираме овој подкаст со нешто што се зборува, што го зборувате вие, дека во моментов владее геоекономија. Гледаме што ни се случува во Иран. Нафтата во овој момент кога го снимаме подкастот е $103 за барел Брент сурова нафта. Како да се поставиме ние како држава во ваквите случувања и што значи се ова за Македонија. Ајде да рачистиме што можеме да очекуваме и како да се поставиме. Па дефинитивно овие случувања се надвор од контрола на Македонија. Ние сме мала држава, не можеме да влијаме на овие процеси. Овие процеси се премногу сложени, инволвирани се работи за криза која што има историски континуитет, се работи на некој начин за точки на триење на големите сили. Значи, кои што имаат различни интереси, од тај аспект ние не можеме да влијаме на тие случувања, она што можеме да го правиме е да се адаптираме. Така е, да се прилагодиме. Да се прилагодиме така на како големите свира, а како свират ние да видиме како ќе играме, ситно, крупно, пајдушко и сето. Така да едноставно тоа е тоа што можеме да го направиме и од тој аспект затоа и пишувам за она што можеме да го направиме, а тоа е колку што е можно повеќе да се фокусираме на нашата економија, односно да обезбедиме она што го кажуваме енергетска самостојност, во кој што бенефитот ќе го почувствуваат сите, односно државата ќе има јасно изразен интерес. Вториот сегмент е сегментот на безбедност на снабдувањето со храна. Тоа е многу битно. Македонија има сериозен потенцијал во делот на земјоделието кој што не го користиме. Имаме дефицит, мислам дека од милиарда и 200 милиони. Така ние нето увозник сме ние. Што на некој начин е поразително за една држава во која што некаде во 1916 година доаѓа тим на француски експерти и смета дека за да се растрети западниот фронт може да се отвори фронт во Македонија заради тоа што тогашната територија на Македонија, односно да кажеме во кој што најголем дел од таа линија поминува по оваа граница што имаме со Грција, можела да храни 4 пати поголемо население од тоа население кој што го имало во тој момент, со тие средства за работа кои што во тој временски период стоеле на располагање, тоа биле најчесто рало и плуг. Денеска во услови кога имаме современи технологии, имаме агромеханизација, во кој што науката во оваа сфера е навистина на многу високо ниво. Како пример би ја земал Холандија, која што има извоз на земјоделски производи од 160 милиарди, иако има лимитирана површина, има неповолни климатски услови. Тоа значи дека Македонија во овој сегмент може да направи многу повеќе. За таа цел ни треба исто така во делот на земјоделие редефинирање на земјоделските политики. Како и во овој сектор на енергетика и во секторот на земјоделие треба да видиме со колкава државно земјиште располагаме, на кој начин се користи тоа, дали постојат јасни индикатори, таргети кои што треба да се реализираат. Државата треба да иде многу по-проактивно од аспект на насочување на земјоделците, давање на советодавна улога во поглед на тоа кои култури ни се неопходни, за да градиме еден систем, можеби развој на таа берза која што се декади ја збориме на земјоделски производи која што никогаш не заживеа, се со цел да станеме колку што е можно понезависни во процесот на производство на храна, како на оние примарни земјоделски производи, така и целата таа индустрија, прехранбена индустрија, со што на некој начин колку што е можно повеќе ќе се заштитиме од ваквите потреси кои што се случуваат на светските пазари и светските берзи поради зголемените цени на енергенсите. Заради тоа што тие зголемени цени на енергенси, како што напоменав, по принципот на врзани садови ќе влијаат и на поскапувањето доколку во подолг временски период остане цената на барелот над $100, таа несомнено ќе влијае и на кажеме на цените на определени индустријски производи. Било да е електроника, компјутери, било да се автомобили, значи ќе имаме повторно еден процес кој што го веќе го видовме со ковид кризата во 2020. Ќе дојде до нарушување на ланците на снабдување. Сето тоа ќе влијае на нас заради тоа што ние сме подложни на екстерни шокови. Она што можеме да го направиме заради тоа што сме подложни на екстерни шокови, а немаме нафта, е
да колку што е можно повеќе градиме некаква национална економија во која што овие синџири на снабдување колку повеќе ќе можеме да ги контролираме. Заради тоа што тоа е клучот на градење на одржлива економија. И тоа, впрочем, и Европската Унија го прави. Таа го заменува трендот што претходно постоеше, во кој што имавме селење на производството во Азија, пред се во Кина, заради поевтини трошоци, се повеќе и на ниво на Европска Унија се говори за два клучни аспекти. Тоа е нивната енергетска безбедност, се повеќе зборат за примена и враќање на користење на нуклеарната енергија како дел од таа Green Transition Plan, значи повторно враќање на нуклеарната енергија, заради тоа што имаат проблем исто така јагленот не сакаат да го користат, имаат проблем во користење на овие фосилни горива, заради тоа што освен Норвешка, други нема некој што произведува нафта. И вториот сегмент кој што го наведува е концептот на nearshoring и контрола на оние вредносни ланци, односно ланецот во кој што се создава вредност. А што подразбира, еве да кажеме за публикава што не знае вредностен ланец, значи контрола на целиот процес, доколку се работи за храна, односно прехранбена индустрија, од примарно земјоделско производство, било да е производство на пченка, пченица, па се до процесот во кој што опремата, технологијата ќе се произведува во Европската Унија, до крајниот производ, значи целокупниот процес да биде во рамките на она што е Европска Унија. Сега го доаѓаме до клучното прашање, колку ние можеме да градиме национална економија? Во еден дел можеме, меѓутоа упатени сме, значи во овие сегменти што ги наведувам, ние дефинитивно дека можеме да градиме некаква национална самостојност. Меѓутоа ние не можеме да бидеме изолирани од светот и изолирани од регионот. Да, но ние сме мали, поголемите системи можат национална економија бидејќи да ги контролираат многу елементи во економијата. Ние сме мали, енергетски слаби, човечки слаби во, мислам, потенцијал како работна сила. Едноставно сме многу малецки за да можеме да зборуваме за некаква национална економија. Друго е, например, да имаш 7-8 милиона жители или 20 или 30 милиона жители, економијата со големо пространство, со големи држави, ние сме меѓу помалите држави, територијално, не само по број население, како да градиме национална економија, која са во моментов сме екстремно отворени. 140% сме отворено, значи трговската размена е поголема во однос на извозот и увозот. Во однос на бруто домашниот производ, се извинувам. Значи, трговската размена е поголема од бруто домашниот производ. Во овие два сегменти ние можеме да градиме некаква самостојност. Колку што можеме. Треба да се потрудиме во овие два сегменти. Тоа е производството на храна и енергетиката, колку што е можно треба да бидеме самодоволни, односно да ги задоволуваме сопствените потреби од сопственото производство. Меѓутоа, ние неминовно како мала економија сме упатени на размена, било да е регионална размена, било да е интеграција на поголеми пазари. И она што може да биде предност на мали економии е во нивната адаптивилност и во нивната флексибилност. Доколку ние изградиме соодветно деловно обкружување, во кое што ќе елиминираме корупцијата, ќе бидеме флексибилни, ќе бидеме дигитализирани и ќе имаме многу поефикасна државна администрација, во тој случај ние ќе бидеме интересни за инвеститорите. Не само за домашните, како што споменав, и за станските инвеститори. На тој начин ќе имаме поголем бенефит како општество во таа отвореност, во нашата брзина, во нашата флексибилност да привлечеме што е можно повеќе инвестиции и на тој начин да ги стопираме овие трендови, можеби да имаме реверзибилен тренд во кој што дел од диаспората ќе најде перспективи овдека или заради нашата флексибилност ќе привлечеме инвестиции, ќе привлечеме луѓе кои што ќе доаѓаат во Македонија. Тоа го имаме видено како примери и во Сингапур, го имаме видено и во Естонија и во други места од светот. Но зборувате еве за флексибилна и ефикасна јавна администрација, 130.000 вработени, при што министерот за јавна администрација упорно повторува еве 2 години од кога се на власт, дека 1/3 ништо не работи од целата администрација, дека не знам што ќе направат, какви реформи, сето тоа, но еве поминува полека, втората година уште малце за 2 месеца во јуни настанува. Колку е реално се во ваква администрација и колку во суштина ние имаме
потполно погрешна систематизација во јавната администрација. А вие имате спомнато дека има сектори и институции каде што сериозно нереални систематизации за бројот на вработени постојат. Па тоа е точно и тоа го имаат, значи во реформите што се спроведува во Министерството за администрација и дигитализација пред да се подвои, се применија определени стандарди во поглед на начинот на реформата на јавната администрација. Тие се искреирани, тоа се правила на добро управување и тоа и правила на структурирање на државната администрација. Тоа се сигма, така наречени сигма правила. Меѓутоа има и други методологии кои што се користат за да се утврди колку во суштина во рамките на една институција ни се неопходни луѓе, колку работни места ни се неопходни. Јас имам лично учествувано во такви проекти во Турција, водев еден проект со Турското Министерство за финансии, таму користевме методологија која што се применува во балтичките држави, таа е потекнува од приватниот сектор од Toyota, значи се нарекува Lean методологија, која што во балтичките земји се користи во реформата на јавната администрација. Што подразбира таа реформа? Таа реформа подразбира да пред да се пристапи до правење на било каква систематизација на работни места, најнапред се дефинираат процесите што ги завршува, што ги врши една институција. Потоа на основ на тие процеси кои што се анализираат низ оваа методолошка алатка, се дефинираат работните места кои што се неопходни. И дури потоа може да се прават огласи за да се пополнува таа систематизација. Без да се усогласи систематизацијата со овие правила, не е можно во рамките на една институција да се вработуваат нови лица. Тоа го имаме применето и во, не би ја споменал институцијата, и кај нас. И примената на таа методолошка алатка покажува, например, дека доколку на систематизација во некоја институција имаме 700 вработени, 500 во реалноста, доколку се искористи на соодветен начин се структурираат процесите и тие се дигитализираат, со 200 луѓе таа институција би била функционална. Значи во реалноста имаме 700 се потребни, 500 реално работат, од систематизација 200 помалце, но во реалноста, ако се постава тоа што треба да се заврши работата за таа институција што произлегува од незиниот опис и попис на работа што го викаме, они со 200 може да се заврши, у суштина 500 се во систематизацијата непотребни, а у суштина во реалноста 300 ништо не работат, бидејќи 200 се доволно да ја завршат целата работа. Да, затоа е неопходна дигитализација, затоа е неопходно спроведување на функционални анализи, затоа е неопходно акцентот да биде ставен во реформата на процесите, меѓутоа и на јасни индикатори како ќе ги следиме и институциите и оние што ги раковаат институциите. Знаеме по кои параметри го следиме некој директор во некоја институција, дали е успешен или дали е неуспешен. Значи јавноста мора да има увид во сите овие процеси, заради тоа што на крајот на денот и приватниот сектор и граѓаните ја плаќаат администрацијата. Постојат правила, постојат практики, дел од тие ги имаме прифатени и треба да ги применуваме. Например, постои правило дека во една институција 80% од луѓето треба да бидат во она што е кор дејност на таа што е главна дејност на таа институција. Кај нас често пати се случува во тие административни помошни активности да имаме 30-40% од луѓето вработени, а 60% да се во главната дејност, иако правилото е 80-20. Да, тоа многу често го кажувам јас, примерот со брза помош, таму има над 1000 вработени во брза помош, но дојдоа во позиција да немаат возачи, бидејќи никој не сака да работи. Едноставно нема возачи и отвараат огласи за 30-40 возачи, нови вработени, бидејќи од 1000 вработени, кор бизнисот што е возење на комбето на медицинското возило, никој не работи, не сака од тие 1000 да работи, туку седат по канцеларии и делат по едно столче. Последно прашање, да завршиме. Изанализиравме што се случува, што треба да се прави, како стојат работите.
морам да ве прашам како човек со долгогодишно искуство во политиката и во бизнисот, но исто така еден од личностите што ги има формирано комити навивачката група, тоа не го знаев до почетокот на подкастот, а мојот колега и пријател Огнен Ченчаревиќ ми го кажа, со кого што се слушнав баш пред почетокот на снимањето, ми кажа дека сте вие еден од основачите на навивачката група комити, значи седам со Тифос Карчи и мене. Сакам да ви го поставам најлично, најчовечки прашањето, верувате ли дека ќе не биде како држава? Ама искрено да ми одговорите, а не политички или во завиена форма. Ќе не биде или нема да не биде? Па мораме да веруваме. Значи мораме да веруваме дека имаме капацитет, имаме историска традиција, имаме се што е неопходно да бидеме функционална држава. Имаме луѓе кои што се паметни, кои што имаат вредност, меѓутоа ни требаат прави луѓе на прави места и мислам дека ќе не биде. Така. Ви благодарам за учеството во овој подкаст и исто така се надевам дека и јас ќе не биде и дека ги искористиме сите вистински луѓе во општеството за да дадат принос за да поставиме едно функционално општество, а огромен дел од тие филјан луѓе што народски кажано биле дел од овој подкаст, дошле, знаеме дека тие сите што гостуваат имаат што да кажат, имаат што да понудат на ова општество, така што следете не нас за да видите тие филјан луѓе што имаат да кажат. Се гледаме наредната епизода, навистина не знам што ќе биде гостин, се обидувам да ја донесам министерката за енергетика во подкастов, но некако тешко иде, не знам што е причината, имавме договорено се, со теми, со датуми, со се, но тоа веќе е друга приказна, не знам дали ќе дојде, веројатно нема да дојде, така што ќе имаме некоја нова тема. Бидете ми добро, секој добро, довидување, се гледаме.